Повеќе граѓани денеска поднесоа писмени барања до министерот за правда Кренар Лога за примена на измените од Законот за облигациони односи кои се однесуваат на застарувањето на долгови. Според нив, не се применуваат измените во Законот за облигациони односи од страна на извршителите, кои се однесуваат на застарувањето на долгови и покрај тоа што беа изгласани од собранието и објавени во службен вестник пред повеќе од 7 месеци. Зошто тогаш донесоа закон кој што не го стават во функција? Они се играат со достоинството на луѓето. Значи луѓето се надева, еве конечно дека се донесе закон во државата, исполнија конечно едно барање што го ветува и сега не го спроведуваат. Ова вака повеќе не оди. Што денес присутните побараа на протестот? Почитување на законот за облигациони односи, членот 368, кој е донесен од собранието уште во 2023 година, кој не се спроведува од страната на извршителите, да се побара министерот за правда и Министерството за правда под која капа се извршителите, они се под Министерството за правда, да го спроведуваат законот на дело. Доколку овие барања не се исполнат, што понатаму? Блокади и континуирани протести. Стоп за извршителите. Зошто го донесовте законот? Зошто го лажете народот? Не играјте пинг-понг со народот. Нема да гласаме ако не се спроведе законот. Беа дел од паролите со кои граѓаните, поддржани од здруженијата Човекот над профитот, Но Пасаран, КСОМ и ПЦЕР, денеска пред Министерството за правда одржаа мирен протест за законот за облигациони односи пред да отпочнат со поднесување на барањата. На ова реагираа и од Министерството за правда. Министерството за правда нема законски надлежности да дава автентично толкување на законските норми, што е во исклучива надлежност на Собранието на Република Северна Македонија. Министерството за правда информира дека исклучува надлежност за постапување по основа на застареност на предмет кај извршител, има судот во соодветна постапка. Се истакнува во реакцијата на Министерството.